ова издание. Спектакуларни огномети беа главниот белег на дочекот на новата 2019 година. Во Нью Йорк, главно место на собирот беше Таймс Сквер. Куќа во Охрид стана атракција во празничниот период. Начинот на кој е украсена го привлекува вниманието на бројните туристи во градот. Разговаравме со сопствениците. Нов тренд во шоу бизнисот. Филмовите и телевизиските серии може да завршат така како што вие посакувате. Наскоро ќе ви објасниме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. За почеток на првиот ден од оваа година, во името на тимот на Гласот на Америка на македонски јазик, ви посакува многу успех, исполнети желби, здравје и среќа во 2019. Во продолжение погледнете како низ светот изгледаше испраќањето на старата и дочекот на новата година. Со спектакуларни огномети во главните градови низ светот беше дочекана новата 2019 година. Десетици илјади луѓе се собраа на Таймс Сквер во Нью Йорк да го проследат традиционалното спуштање на кристалната топка. Настанот годинава беше во знакот на слободата на говорот и медиумите. Во Бразил пак огнометите по традиција ја осветлија познатата плажа Копакабана, каде се собраа и голем број туристи. Во Париз главно место на собирот беше Шанзелизе, од каде се гледаше огнометот над Триумфалната порта. Американските политички лидери од двете партии и натаму се во ќорсокак со затворањето на владата. Демократите во Конгресот планираат во четврток да усвојат легислатива со која ќе се финансираат многу владини агенции кои што во моментов се затворени. Тие ги повикаа и републиканците да дадат поддршка за легислативата. Поради делумното затворање, 380.000 државни службеници се отпуштени, додека други 420.000 одат на работа, но нема да добијат плата додека не се реши ситуацијата. Полицијата во Токио соопшти дека лице со автомобил намерно удрило во толпа луѓе кои ја прославувале новата година, при тоа повредувајќи најмалку 8 лица. Напаѓачот е уапсен. На периферијата на Охрид има куќа што стана вистинска атракција во празничниот период. Со илјадниците светилки, лампиони, дедомразовци, ирваси, таа наликува на новогодишна бајка. Куќата е на семејството Гигер, кое што пред 5 години од Швајцарија се преселило во Охрид. На гости им беше Мики Трајковски. Ова е семејната куќа на брачниот пар Иванка и Бруно Гигер во Охрид, која деновиве е вистинска атракција. Илјадниците сијалички во разни бои, како и многобројните реквизити, секој внимателно поставен на своето место, го земаат здивот на секого. Откако пред 5 години Швајцарија ја заменуваат со Охрид како место на живење за време на новогодишните празници, од нивниот дом прават вистинска бајка. Многу од украсите се и нивна лична изработка. Идејата почна од Швајцарија и тука ја донесовме со нас, со нашите реквизити што ги имаме набавено. Ние самите ги изработуваме со сопругот реквизитиве. Значи дали е звезда, дали е снегулка, дали е свечи, Дедо Мраз или било како, се што е од метал изработуваме. Што можеме да изработуваме самите. На украсувањето работеле околу 2 недели. Потребно е велат времено и голема желба за да се тоа се доведе до совршенство. Секоја година набавуваат нови реквизити за да биде поразлично и побаво украсено од претходната. Само годинава се употребени повеќе од 7.000 сијалички. Некогаш 2 сата, некогаш 3 сата, некогаш 5 сата. Тоа го правиме значи од желба, од љубов. Едноставно сме пензионери и сакаме нешто да имаме работа. Да, тоа ни е планот, додека сме живи и здрави и додека можеме да китиме, ќе китиме. Сопругот Иванка Бруно вели дека идејата како да биде украсена е на двајцата. Исто тоа го работевме во Швајцарија, но во помал обем. Туку имаме куќа и повеќе можеме да китиме. Секоја година се одлучуваме спонтано што и каде да поставиме. 2 години ја освојува и наградата за најубав украсен двор во Охрид која ја доделува општината. Среќни се што нивниот пример сега го следат многу други охриѓани кои ги украсуваат своите домови. Велат дека уште од сега почнуваат да се подготвуваат за наредната година со купување на нови елементи. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. После 8-годишната војна, Сирија е опустошена земја. Сепак некои од странските амбасади повторно ги отвораат своите врати во Дамаск, со надеж дека мирот ќе се врати во земјата. Но изгледите за тоа се уште мали. Златица Хоук го направи прилогот.
Коалицијските сили, поддржани од САД, стационирани во северниот сиријски град Манби, прават тамошното курдско население да се чувствува посигурно. Администрацијата на Трамп најави повлекување, а Турција објави воена операција против курдската паравојска што ја контролира областа. Жителите на градот велат дека се обкружени со борците од слободната сиријска армија, подготвени да ги нападнат веднаш штом заминат војниците на САД. Ќе има уште поголемо раселување, тие се безмилосни. Се молевме да бидеме безбедни да престане војната. Истоштени се, многу претрпевме, голем број живеат во кампови. Дождовите ваквиот живот го направија уште потежок. Сиријската обсерваторија за човекови права оцени дека условите се катастрофални. Групата, исто така, рече дека хуманитарните агенции не сториле ништо за да помогнат. Водата ни го преплави шаторот. Се е мокро, сега немаме постелнина. Некои се обидуваат да испумпаат водата, тешко е. На отворањето на амбасадата на Обединетите арапски емирати во Дамаск се гледа како на враќање на сирискиот председател Башар ал-Асад во арапскиот свет. Ирачкиот амбасадор во Сирија ги повика другите арапски земји повторно да воспостават односи со сиријската влада. Сирија е во срцето на арапскиот свет, има важна стратешка локација. Сирија не може да биде игнорирана од арапите. Ги повикувам арапските земји повторно да ги отворат своите амбасади во Дамаск. Обединетите арапски емирати, кои се американски сојузник, беа меѓу арапските земји кои ги поддржуваа бунтовниците кои се бореа против владата на Асад. Но незините водачи сега велат дека нивното присуство во Сирија е потребно за да се спречи, како што велат, регионално мешање. Арапските земји се загрижени поради влијанието на Иран во Сирија и Израел е загрижен за тоа. Има информации дека Израел бомбардирал локации што наводно Иран ги користел во Сирија за пренос на оружје со терористите на Хезболах. Колку пати сте гледале филм или серија што завршува на начин што не ви се допаѓа? Но во шоу бизнисот се развива нов тренд што ќе им овозможи на гледачите да изберат крај каков што посакуваат. Тина Трин ќе ни објасни за овој тренд. Што се однесува до телевизијата, правилата секогаш биле јасни. Програмерите обезбедуваат содржина и гледачите само ја следат. Но сега така наречена интерактивна телевизија им дава на луѓето поинаква улога. Наместо да има само една приказна, вие всушност можете да ја смените со тоа што ќе направите избор кој ќе ја сврти во поинаква насока. Стартап компанијата Еко со седиште во Њујорк го прави токму тоа со интерактивни видеа. Развивме платформа која им овозможува на гледачите да се вклучат во видеото. Па кога Джил, главниот карактер во шоуто на Еко, наидува на момче на забава кому не може да му го запамети името, ниту пак како се сретнале, гледачите може да го изберат тоа за неа. Do you remember the first time I told you? When we What's interesting here, you see kind of two types of people. Овде може да видите дека има два типа на луѓе. Едни што ќе одберат плажа и кои сакаат Джил да успее, а други ќе одберат пожар во црква, оти сакаат приказната да тргне во негативна насока. Поддржувачите на ваквата интерактивна телевизија велат дека начинот на функционирање е сличен како играње видеоигри. Но дали интерактивната телевизија ќе соработува со гледачите или не, зависи од тоа кој ја гледа. Меѓу помладата публика има зголемена желба за експериментирање. Големи имиња почнаа да го пробуваат овој формат. Се уште е рано да се каже, но кога ќе видите дека големи играчи како Netflix и Walmart вложуваат пари во ова, нема да се изненадам ако во наредните години ова стане голем хит. И како што се вели, гледачите треба да останат вклучени за да ги видат промените. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов од студиото во Вашингтон. Се надевам дека синоќа имавте убава вечер, а со добро расположение бидете и денеска. Се гледаме утре во истото време. Пријатно!